Штипјани се незадоволни од работата на ИСАР, констатира на пресконференција ВМРО ДПМНЕ. Не е потребен извештај за да се потврди неспособноста од раководењето на ова јавно предпријатие. Доволно е да се помине низ неколку улици и населби во градот за да се добие јасна слика за тоа во каква состојба се наоѓа општина Штип. Неисфрлениот смет и смрдејата од отпад се присутни речиси во секоја населба. Прашината и неизметените улици ги имаме насекаде околу нас. Неискосената трева и сушените паркови низ населбите само ја потврдуваат дехидрираноста и безидејноста на оваа локална власт и на ова предпријатие. А кога во прашање е водоснабдувањето, секојдневно на социјалните мрежи и во медиумите се забележуваат поплаки од граѓаните, каде отворено граѓаните ги поставуваат прашањата дали во Штип се пие вода од резервоар затруен со памперс пелени и дали овој период штипјани имаат стомачен вирус поради отровната вода која се дистрибуира во домакинствата. Доколку ВМРО ДПМНЕ внимателно го прочиташе извештајот на јавното предпријатие ИСАР, ќе забележеше дека во првите 6 месеци од оваа година од градската водоводна мрежа се земени 125 мостри и сите се хемиски и бактериолошки исправни и целосно се во согласност со правилникот за безбедност на вода, зашто можеме да потврдиме со извештаите за тестирање од Центарот за јавно здравје Штип. Затоа апелираме ВМРО ДПМНЕ да се воздржи од било какви невистинити дезинформации кои внесуваат страф и паника меѓу граѓаните за ситни дневно политички поени. За тоа какви ефекти даваат активностите кои ова раководство на јавното предпријатие ИСАР ги презема во насока на одржувањето на градското зеленило и подобрувањето на хигиената во градот, односно поставувањето на нови платоа за контейнери, оградување на постојни платоа, поставување на нови контейнери, корпи за отпадоци, клупи и друго, оставаме да оценат граѓаните. Реагира од јавното предпријатие ИСАР.